Две убиства во иста ноќ во ист град. 65 годишна Штипјанка со нож го закла 71 годишниот сопруг, откако претходно ја фатал за врат. Истата вечер 53 годишен поранешен угостител од Штип пијан со нож ја усмртил 84 годишната мајка. Претходно и сопругата на убиецот починала на психијатрија, каде била сместена по третиот обид за самоубиство. Како што пренесуваат медиумите од тој крај, угостителот по загубата на кафеаната и куќата се оддал на алкохол и коцка. Не само сопругата и мајка му, жртва бил и татко му, кој починал со мудринки што се поврзуваат со свирепиот убиец. Ден претходно јавноста беше згрозена од братоубиството во Кавадарци. 43 годишник на 27 јули во вечерните часови губил помладиот брат, удирајќи го неколку пати со метален предмет по главата. Судот му одреди притвор. На убиството претходела расправија меѓу браќата. Откако губил, се обидел да ги прикрие трагите, избришал крвта од подот и предметите, а телото го принел во помошна просторија во дворот на куќата, каде го закопал и го покрил со шперплоча. Пред една недела пак пациент од психијатриската болница во Бардовци губи цимер со убоди од стаклено шиша. Причината била залегло. Убиецот Димитар Спасов со одлука на кривичниот суд во Скопје од Бардовци е преместен во Шутка. Министерот за здравство Азир Алиу е загрижен за случајот во Бардовци. Тој вели дека ако институциите не реагираат во иднина, не очекуваат и други инциденти. За подобрување на менталното здравје кај граѓаните, според министерот, потребни се експерти, но и мрежно поврзување на болницата со сите потребни институции. За жал, во Македонија менталното здравје е оставено на дното на здравствените услуги. Според мене тоа треба да биде на врвот на здравствените услуги. Значи, кога велам е на дното на здравствените услуги, мислам и од инфраструктурна гледна точка. Вие го видовте пред месец и пол каква инфраструктура има таму. И од кадровска гледна точка. Ланската година бројот на умрени луѓе од насилна смрт е зголемен за 24% во однос на претходната година и изнесува 511. Во случаите за насилство за кои статистика води МВР, мажите се побројни. Во вкупниот број случаи на насилна смрт, најбројни се несрекните случаи или 78,5%. Самоубиства се 17,4% и убиства 4,1%.